Скопје ќе стане центар за иновации во областа на вселенската технологија и здравството со одржување на 9-тиот хакатон од 16 до 18 мај годинава. Сега, зошто овој настан на престижната мапа ја става и Македонија, ќе ни објаснат во продолжение. Александар Николовски, тој е председател на студентското собрание при УКИМ и со него е професор доктор Ивица Милевски. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Ајде да започнеме со тоа, зошто е значаен овој настан? Овој настан ќе ја стави нашата држава Македонија, ќе ја стави на престижната мапа на европска иницијатива која што се одржува во 10 градови низ Европа. Зошто е значаен овој настан? Поради повеќе фактори. Прво, поради целта, со користење на вселенските технологии се подобруваат здравствените услуги во државата и поддршка на менталната благосостојба на граѓаните во ова општество, преку кои предизвици, значи студенти се надпреваруваат, студенти, млади професионалци и останати експерти може да се пријават за овој надпревар кој што се организира во IT Hub-от Netaville, а е организирано од страна на GND Netcetera, понатаму вселенските организации кои што функционираат на територија на републиката, поддржани од страна на Министерството за здравство, Министерството за спорт, Министерството за дигитална трансформација, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, преку факултетите Природно-математичкиот и ФИНКИ, сите студентски организации кои што функционираат на ниво на УКИМ и Националното студентско тело, како и средните училишта Панча Караѓозов и Битолската гимназија. Добре, Александар. Ќе разговарате на крилица или бинарно Не, за тоа што ги кажа сите стручни факултети? Александар, добро кога ќе се спомне вселината, тоа е нешто далечно, нешто чудно, нешто абстрактно и нели малку и веројатно и прави кај нас некој, да речеме, страф од непознато. Чудно, да, нели народски тоа е чудно. Како реагираат студентите? Како тие ги прифаќаат овие нови иновации? Колку се отворени за ваков тип на иновација? Повторно ќе кажам, ова е нова генерација на млади луѓе и колку се тоа е примеливо ќе зборуваме со професорот. Наиве прво на каков одзив најде настанов? Во последните 2 години, 5 години се организира надпревар, статистика имаме за последните 2, во моментов за овој надпревар се пријавени 171 учесник. Историски најголем успех има нашата држава Годинава? Или до сега? Годинава, само во Македонија се пријавени 171 учесник. Споредбено со другите држави 10 во Европа за оваа година и минатата, Македонија на првото место до сега, поради тоа што имаме направено добра соработка со организации и добра промоција на самиот настан. Значајно е затоа што на европско ниво сме први по број на пријавени учесници, што е доста потенцијално, бидејќи нашите студенти сака да се надпреваруваат во оваа област, но и добри се наградите затоа што победничкиот тим може да освои 8.000 евра за решението кое што ќе победи на самиот надпревар. Да. Добро е што сакаат да се надпреваруваат, уште да успееме да ги натераме да сакаат да си останат дома. Джекпот. Професоре, каква е улогата на геоинформатиката и далечинската детекција во решавање на современите глобални предизвици, особено во контекст нели вселената, споменавме на вселенските податоци и нивна примена на земјата. Колку е тоа реално и колку е тоа употребливо? Мака да кажам дека во развиениот свет, во светски рамки, употребата на вселенски технологии тука не се мисли типично само на вселенските технологии, вселенски летала и не знам што, туку најмногу на сателити кои обезбедуваат податоци кои што ние можеме да ги користиме за најразлични цели и чие што соодветно користење може да не издигне многу повисоко во било кој аспект. Ние бев тука гостин пред околу месец дена кога зборувавме за природни непогоди, например. Сателитите денес успеваат за буквално во реално време да не известат, односно да ни предадат податоци за тоа каде, што, како се случува во поглед на поплави, во поглед на земјотреси, во поглед на други хазарди, но и во поглед на некои здравствени аспекти, во поглед на така наречени топлински острови, претерани температурни бранови и така натаму. И тоа денеска многу се користи низ светот. За жал, кај нас, можеби тоа е подигнување на јавната свест, па и преку хакатонот, е многу добро во тој поглед, затоа што
ние велиме вселенски технологии, веднаш некако некои категории, тоа не е нешто кој знае што е. За нас тоа. Да, вселенски летала, ракети и така натаму, не. Имаме стотици сателити во орбитата на Земјата, голем дел од нив поминуваат преку територијата на Македонија, односно нормално во вселенскиот простор, и можеме да извлечеме на вистина извореден број на податоци кои што практично или не можеме да ги добиеме од нашите институции, или многу тешко ги добиваме, или се несоодветно застапени, распоредени и така натаму. И тука ќе се обидеме ние со нашите знаења. Јас често пати напоменувам, на вистина имам речиси 3 децениско искуство во користење на вакви технологии за различни истражувачки цели, идеи, иницијативи и така натаму, да пробаме тоа да го доближиме до помладите, за да може во идниот период се повеќе тоа да се користи и да имаме некој бенефити ние од сето тоа. Споменавте еден период, дали Македонија има потенцијал да развие сопствени геоинформатички решенија базирани на сателитски податоци и што би требало да биде фокусот во споменавте и нареден период во наредната деценија? Да, на што треба да се концентрираме? ние искрено да кажам веќе и имаме, значи имаме така еден соодветен број на истражувачи, експерти и занесени во ова проблематика, внесени луѓе кои што имаат извонредни технички решенија, информатички решенија, како се користат овие технологии, што може да се извлече од нив, но повторно ќе кажам, некогаш кај нас постои таква скепса, и ако е добиено од сателит, па тоа можеби не е реално и така натаму, иако имаме на вистина, токму еве во минатите десетина дена работиме на моделирање на опасноста од порани поплави, од претерана ерозија и од појава на слечишта на територија на Македонија, сето базирано на сателитски продукти, и проверуваме во просторот дека на вистина тие податоци извонредно одговараат на она што е реалност. Под прашање, може тоа да се мапира и да се предвидува, да се најави? Токму и тоа го користиме како можност, односно мапирање. Особено добро е што имаме и сателитски продукти кои што ни дават прогноза за наредните 5-10 дена, што ќе се случи, дали ќе имаме евентуално многу интензивни врнежи или некои други метеоролошко-климатски, хидролошки појави, односно непогоди, за да може, но неколку пати имам споменато, може би требало и нашите институции да бидат повеќе отворени околу тоа, дали е тоа Центар за управување со кризи, дали се и некои, да кажеме, факултети и така натаму, значи и останати институции кои што треба малку сепак тоа да го прифатат како дел од, како што ја прифаќаме вештачката интелигенција, сме соочени дека навистина тоа е веќе реалност и не можеме да стоиме на страна од тоа, така да и овие продукти, велам, а нашата задача ќе биде во овој хакатон да го тоа предочиме и можеби да очекуваме нешто од учесниците да имплементираат, да добијат некоја дополнителна идеја, па дури и тоа рековме преку различни јавни медиуми и така натаму, да допре дека ете имаме и млади кои што можат лесно да навлезат во тоа. Тоа мора да допре, и ние сме тука за вас за да допре по завршување на овој настан. Ве слушам внимателно и во делот кога споменавте дека климатските податоци дека можат да помогнат во здравството, како би изгледал еден модел? Сега јас не можам да си го замислам тоа, но еве вие објаснете ми како би изгледал еден модел за предвидување на здравствени ризици врз основа на климатски податоци. Еве, точно тоа и сме го работеле неколку пати до сега, тоа се, например, да кажеме, така наречени топлински острови. Во периодот јули-август често се случува во Скопје, но и другите поголеми градови, во централните делови на градовите, поради голема количина на асфалт, бетон и така натаму, да се случи температурите да бидат и до 10-15 степени повисоки од околниот природен простор или пошумениот простор. Да го живееме тоа. Да. Тие се особено ризични подрачја затоа што толкава висока температура во летните периоди, тој ние не сме нормално од здравствен сектор, не сме толку патени, но сме информирани дека тоа може да предизвика навистина страшни проблеми во однос на здравствени проблеми, велиме, дали ќе е тоа во однос на срцеви заболувања, дали ќе е во однос на некои други негативни последици што може да се јават, така да тие топлински идентификација на тие топлински острови може да помогне и едноставно да се упати предупредување дека пример во за време на такви жешки бранови не треба да се излегуваат или не треба да се избегнуваат токму тие подрачја во градовите. Сакам да го
заокружам разговорот со Александар како председател на студентското собрание при УКИМ. Споминавте дека дека учесниците и добиваат и награди, парични награди во висока вредност. Се надевам дека ќе го презентирате моделот кој што ќе добие највисоката награда тука, па да видиме што е оно што заслужува внимание, но настрана од тоа, нема сите да добијат парична награда. Така, што добиваат учесниците? Колку е значено за младите што земаат учество во ЕХК-то? За мене, но и од она што се има веќе докажано е нетворкингот и искуството кое што ќе го поминат тие 3 дена во тој викенд. Зошто? Затоа што правиме интердисциплинарно поврзување на повеќе области. Имаме природно-математички факултет, имаме факултет за информатички технологии и медицинскиот факултет во Скопје. Кога ќе се спојат тие преку користење на овие податоци, студентите добиваат искуство преку поддршка од менторите кои што ќе бидат таму. Понатаму, победниците и победничките тимови имаат и 6-месечна поддршка од Европската комисија, од Европска унија. Така да, првично искуството, вмрежувањето со менторите кои што ќе биде таму, но и поврзувањето на студентите на самиот настан, бидејќи 170 студенти кои ќе се спојат, тоа понатаму може да допринесе за развој на други апликации. Можеби ова нема да биде победничко решение, но понатаму... Так, велиш ќе биде расат на идеи, на можности, точно. идни соработки. Се надевам дека тоа навистина ќе биде така, веруваме во оваа млада енергија. Така ќе биде, затоа што се има докажано и претходно преку други хакатони кои што ги има организирано Нетавил, дека навистина младите со нивните идеи може да допринесат во подобрување на функционирањето на општеството. Уште да имаме и можност и прилика се тоа да примениме. Јас само сакам на кратко да кажам дека после покрај ова што го спомнавме како сателитски снимки, не знам, геоинформатски технологии, ние тука воведуваме и нешто што се однесува на користење на дроновите, на пример, за ваква техника. Дроновите се, на пример, посебно младите се многу заинтересирани, но најчесто нема можеби кој да им објасни како можат во која функција да се употребат, навистина она што не е само снимањето или не знам што. Така да ние ќе се обидеме и преку тие различни што ги имаме и пробавме преку предавања, но и преку други активности што ќе следат, да укажеме дека на пример во земјотресите што беа во Турција, во Грција и така натаму, дроновите токму за тие цели, доставување на лекови, доставување на итна помош, известување за појава на пожари и така натаму, сето што е многу блиско врзано со здравјето, дроновите денеска во последните 2-3 години извонредно многу се употребуваат за тоа се предизвик на хакатонот. Сите тие достава на лекови во непристапни подрачја, телемедицина на повозрасни категории, на планински предели и слично се предизвици преку кои ќе се развијат апликации за помош на постари лица, достава на лекови до нив и така натаму. Благодарам за денешното гостување и Александар, секогаш кога се во прашање студентите си наш чест гостин, отворена порта. Професоре, благодарам за вашата стручна анализа за се она што ќе се случува, па ве чекаме по завршување. Ајде да видиме што ќе победи и како тоа ќе биде применето потоа во општеството. Фала ви на можност.